Таблоид партија опозиција самата на себе, а не на власта во државата. Тоа стана Венко Филипчи и раководството на СДСМ последниот период. Токму и поради тоа не е чудно што се повеќе видни партиски членови и поранешни функционери јавно реагираат за состојбите на Бихачка. Луѓе кои во минатото беа на високи партиски и државни позиции, токму во и од СДСМ, сметаат дека партиската реторика последниот период е крајно недолична, некултурна и премногу ниска за сериозен политички субјект. Поранешниот градоначалник на Центарот социјалдемократите, Саша Богдановиќ, за Алфа вели дека и повеќе проблематично е што се влегува со директни и тенденциозни напади кон партиски членови и медиуми. Според него, незадоволните во партијата тоа мораат да го изразуваат јавно, бидејќи во моментов во СДСМ тоа е невозможно преку партиските органи и општинските организации, кои биле целосно неактивни. Секојдневно, односно и по 3 пати на ден, како еден таблоид, ајде така да кажам, каде што се упатува напаѓа приватни компании, друга држава, као да е СДСМ опозиција во друга држава. Сега се пресметуваат и со членови кои што се во СДСМ, може да имаат некои своји ставови, различни гледања, а политичката партија треба да биде место каде што ќе се дискутира, ќе се даваат заклучоци и идеи и нормално ќе се сослушуваат. Сега доколку тие луѓе не се ислушани, СДСМ преку партиски соопштенија, но и изјави на лидерот на партијата со низа навреди удри по своите партиски членови. На удар последниот период се Петре Легов и Јован Деспотовски, кој му беше и ривал на Филипче за прв човек на социјалдемократите. За едниот велат дека имал склоности, пороци, приватни слабости и долгови, а другиот бил квинслинг, а и двајцата одработувале за ВМРО ДПМН, барем според реториката на опозицијската партија. Според Богдановиќ, ова покажува дека во СДСМ во моментов не постои внетрепартиската демократија, која ја красела оваа партија во минатото, па секој што ќе испрати најмала критика за раководството, добива напади и тешки навреди. Тоа е многу ниско. Значи, јас сум бил градоначалник на општина Центар, Петре беше на град Скопје, сме имале различни политички ставови, некогаш и сме се конфронтирале, но секоја што било во рамки на некоја нормална комуникација. Ама вие сега да се сведете да навредувате дали е вака или не знам имал ваков проблем или немал, па и да има проблем, таму се понудите нешто да помогнете. Јас знам дека човекот нема проблем никаков, ама не е во ред. Шилегов и Деспотовски не се единствени жртви на отровните стрели од Бихачка, со кои СДСМ влезе во лични пресметки. Тоа се случи и со уште неколку поранешни високи партиски функционери, а последниот период од СДСМ секојдневно влегуваат и во пресметки со медиуми и новинари.